Добър ден, наставниче. Добър ден. Добър ден, наставниче. Ќе почекаме 4 минути до почетокот на часот. Јас ви споделив тоа што ќе го работиме денес. Само да ги најдам задачите, најголем дел од вас грешно ги напишале, а ќе грешиме први нив. Најголем дел од домашните задачи ви беа сгрешени. Овие ќе ги селектирам. 9:45. Запишам. Наставниче, Моа? кај беа домашните задачи? А тие што ви ги покажа вчера, овие, не беа никаде, ги имаше на видеото на YouTube, ги имаше во часот, кога ви рекол да си направите скриншот да ги препишите. И не беа никаде оставени, ама кој што сакаше можеше да ги најди како сака. Сега јас овдека направив нешто, и тие што ми ги пративте задачите, најголем дел беа сгрешени. Имаше и точни, ама беа многу ретки тие што беа точно решени. Затоа сега ќе решиме по една задача на почетокот од часот од сите, а потоа ќе решиме нешто друго. Сега ми требаше да отворам и да ви кажам нешто што ми кажа наставничката по германски. Да го отворам документот само. Наставниче, Повели? денес играме Кахут. Нема да играте затоа што Добър ден. Добар ден, затоа што имавме многу утки. Добър ден. Во домашната па ќе изгубиме време за да ги објасниме тие. Во домашната ретко кој ја имаше точно решено. А сега да искористам до почетокот овие 2 минути да ги отворам документот. Наставниче, Молам. утре ќе имаме Кахут. Утре што сне, утре сне петок. Утре последен час можно да имаме Кахут или Кахут или нешто друго. Сега, ви ова не го гледате, но јас се гледа во снимката. Наставниче, Молам. кога ќе ни пратите квиз? Квиз денес вечер. После часот се надевам дека ќе решиме се за да може да решавате квиз и утре почетокот на часот ќе не биде со квиз. Добро. Вака сега, додека не сме почнати. Ова важи за учениците од 605 оделение. Значи, ученици кои повремено праќаат домашна, значи ги кажувам тие повремено што праќале и воопшто што не пратиле. Значи, Стојчевска Фросина, повремено, а воопшто не праќаат Петар, Кевин, Далибор, Милош, Сава, Јована, Нешковски Дарко, Јана, Кристијан, Маја и Јацевски Дарко. Значи, овие 11 ученици воопшто и немаат поднесено на наставничката никаков документ. Затоа гледајте да го направите тоа што можете. Сега да се вратиме во ова што треба да го работиме. Наставничка, која е наставничка? Евгенија по германски, ова само за моето оделение се однесува. Оти само тие податоци ги имам. Ова е за 605.
Сум учи гласија на известно. Знам, затоа ви кажувам јас. Значи не треба да се доведете во ситуација да во поименуваат вака јавно дека не сте ги напишале. Значи, исто како да сте били еден месец на распуст. Душава се најчесто и учениците што и кои ќе одевме на училиште не носеа домашна. Вите сите знаете по математика колку носеа домашна. А не ги вадиме списоците, тоа, ама... Не носе. Да, бе. Наставнике, Повели? се извинувам, но не вчера, за вчера, бидејќи јас на вчерашниот час не бе, Така? имавме да нацртаме триаголници со прецизност. Така? И наставниче, јас го брав триаголникот, сега само минутка. Триаголникот PQE. Ама не го гледам душо ти, дали го имаш некаде да го видам, ми ги прати ти ми се чини тие што ги пишуваше, немам телефон до мене сега. Значи вака, после часот ќе ми го пратиш, па ќе правиме муабет. Поред? Да, го пратам, бидејќи не знам зошто со тие должини и со тие аглине не можеше да се Па можно и да не се нацрта, от имаш и таков случај. Да не може да се нацрта, затоа што нешто со страните не е како што треба. Или зборувавме за тоа, кога може да се нацрта, а кога не може да се нацрта. Или ако едната страна не е, например, помала од збирот на другите две, нема да можеш да го нацрташ. Или двата агли, ако се повеќе од 180, пак нема да нацрташ. Да. Ајде, сега ќе... Молам? Наставниче, јас тој го имав, ама мене ми излезе. Па некаде некој некаде сгрешил, затоа ќе видиме после. Мислам дека ми прати да ја нешто, ќе видам, ама ќе зборувам. Оти сега немам слика, па не можам ниту да ви ја покажам. Значи, еве сега е 16 часот и 3 минути, ќе почекајме уште 2 минути и почнуваме. Вака, молам? Не, нема да ја учиме истата, ќе имаме исто нешто за да пресметуваме агли, ама ќе учиме и други агли, други видови агли, и уште некое правило, ама први морам ова да го расчистиме со часовниците. Вчера... А кој насловот? Пресметување на агли. Истиот наслов од минатиот час. Значи вака се, еве ќе почнеме сега. Значи вака сега. Прво што ќе направиме? Ќе определиме, молам? Молам? Наслов или во Не продолжение? во продолжение истиот наслов. Еве имам еден ученик да додадам нов. Сега и почнуваме со работа. Морам наставниче денес да излезам порано од Ама часот. може секој ден, кој кога има потреба може да оди. Часовите се снимаат и сите ќе бидат објавени. Значи вечер можете на рајот да си го гледате часот. Треба малку порано да излезам. Нема проблем. Кога што требате, тогаш. Разбирате? Значи кога што ќе имате потреба, тогаш. Значи вака се. Ајде, почнуваме. Значи, минатиот час од домашните што ги имавте, најголем дел од вас имавте грешки. Значи треба да го определиме аголот што го прават сказалките во часовникот кога тој покажува 1 и 15. Значи, овдека за да го направите ова нештото точно, треба да користиме две работи. Прво ќе користиме размер, а потоа ќе користиме дропки. И сега ќе видите во кој дел, затоа одам сега постепено. Значи, прво и основно, за да часот биде 1 и 15, прво, вие треба да го нацртате часовникот да покажува точно, значи прв чек. Часовникот да покажува точно 1 часот или, нели, 13 часот. Значи, сега ќе се обидам. Значи, малата стрелка ќе покажува, еве овдека, кај
Ова е малата стрелка. А големата стрелка нели ќе биде кај 12. Ова е точно 13 часот. Сега, втор чекор. Треба малата стрелка да покажува 15 минути. Мислам, големата стрелка. Значи сега ќе сменам бојата. Цртам со црвено. Значи сега. Да нацртам право. Ама ќе се обидам. Еве големата стрелка. Сега. Малата стрелка. Знаеме дека се придвижува. Кога големата стрелка ќе дојди од 12 до 3. Таа прави агол од 90 степени. Знаеме дека во тоа исто време малата стрелка се врти за одредена големина. Сега, вие треба да најдете, човека треба да биде 1,15. Да видиме за колкав агол ќе се сврти малата стрелка. Знаеме исто така дека. Значи, затоа сега ќе користиме размер. Или пропорција. Знаеме дека малата стрелка се движи 30 степени, а додека во исто време големата прави цел еден круг. Да се подсетиме. Големата стрелка, додека заврти еден цел круг, таа поминува 60 минути или агол од 360 степени. А додека во исто време, например, ако било 12 часот, стрелката мала ќе дојди во 1. И рековме дека тоа представува 1/12 од целиот. Значи, овој агол овдека е 1/12 од 360 или 30 степени. Значи, прашањето ни е сега. Ако оваа стрелка помини 90, значи ова ни е малата стрелка, ова е големата стрелка. Ако големата стрелка помини 90, од 360 до 90, треба да делам со 4. Тоа значи и 30 треба да го делам со 4. Односно ќе добиеме 30 врз 4 степени. Тоа значи ако скратам овдека, ќе добијам 15 половини степени. Тоа значи дека 15 половини, ако успееме овдека ќе запишем. 15 врз 2 степени. Ова е всушност 7 степени и 30 минути. Ама ова не ве интересира. Затоа ќе ставиме како дропки. Затоа ви пишав одека ќе работиме во дропки. 15 половини степени. Ова е 7,5 степени. Тоа значи дека. Внимавајте како ви... Молам? Ќе појдам подолу да завршиме овдека. Значи, бидејќи овие една цртичка, 2, 3, 4 и ова 5 прават 30 степени. Секоја цртичка представува 6 степени. Сега, малата стрелка треба да се придвижи за 7,5 степени. Значи, таа ќе дојде некаде овдека. Еве го, помину. Значи, не е точно да проблем, не мора да го нацртаме точно. Значи, оваа мала стрелка ќе дојде овдека. Значи, овој агол овдека, што таа го поминува, сега ќе се обидам да го обојам, е овој агол овдека. Овој агол овдека. Тој аголот, всушност, е 15 половини степени. Значи, сега, конечно нас не треба аголот. Овој агол овдека. Да го најдеме. Значи, од конечната позиција до на малата стрелка и на големата стрелка. При тоа знаете дека од 1 до 3, молам? Ма подолу ништо не пишувам, јас пишувам во часовникот сега, после ќе го припишите тоа. Сега во часовникот пишувам. Значи, часовникот од 1 до 3, бидејќи имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, значи 60 степени. Од 60 степени треба да одземиме, значи, вака сега ќе покажам тука. Значи, од 60 степени, колку што има од 1 до 3, одземаме 15 половини степени. Тоа е колку?
Се имаме дропки. Оваа дропката е врз 1. Значи, кој ќе прошириме со 2, 120, 60 е по 2 минус 15, ќе добиеме 120 минус 15 врз 2 или 105 половини степени. Или тоа е 52,5 степени. Чи аголот помеѓу стрелките во 1 и 15 е точно 105 половини степени. Или тоа е 52,5 степени. Ќе учиме покасно дека ова е 52 степени и 30 минути, ама за ова нешто покасно. Затоа сега ги оставаме како дропки. Дали ви јасно? Ако не ви јасно, слободно прашајте кој дел не ви е јасен, за да ви стане, да ви се разјасни. Било кој. Било што не ви е јасно, слободно прашајте. Повели? Молам? Одете подолу. Па ви објаснувам задачата што ви беше грешна на најголем дел од вас од домашната. Значи, од сите што ми пративте, само еден имаше точно и тоа само мал дел од задачата точен. Чи навидом ова со часовникот... Че со оваа задача не решив ти и другите. Добро, ама и другите беа грешни. Значи, не е битно, овие 3 беа, ќе решиме уште една задача, уште 2 уствари ќе решиме, затоа што постапката трикот е ист. Дали ви јасно? Што не ви е јасно тука? Да разјасним или да решиме уште еден пример, па после ќе видиме. Уште еден пример. Ајде уште. Молам? Е зеленото? Да. Каде во зеленото? Во квадратот. 52 степени 30 минути. Значи вака се. Ајде ќе копирам уште еднаш часовникот. Овој што ни е празниот. Значи ако е обоено, кај мене е празен. Сега ќе опуштам долу. Еве го. Сега ќе изберам друг часовник. Вака, ќе го избериме следниот. Молам? Јас ќе го исклучам, не му се секире. Вака се. Ајде одиме на наредната задача. Наредната задача ќе биде 11 и 45. Значи, колкав ќе биде аголот помеѓу сказалките во 11 часот и 45 минути. Значи, исто како преѓеска, прв чекор. Да го нацртате 11 часот. Значи, полниот час. Тоа значи дека 11 часот, малата стрелка ќе ни го покажува 11. Така? Ова ќе е малата стрелка, а во 12 ќе е големата стрелка. Значи, еве го, ова е сега 11 часот. Така? Втор чекор. Сега треба да нацртаме ние 45 минути, значи ова ни е малата стрелка, ова ни е големата стрелка. Чи големава стрелка поминува 45 минути. Тоа значи дека доаѓа овдека. Ајде са, колкав агол поминува оваа стрелка за да дојде до 9? Аголот 90 степени. Не, душо, стрелката се врти вака. Значи, ова е големата стрелка, црвенава, се врти до 9. Колкав агол поминува? Така, значи таа поминува 275 степени, а овој агол е еднаков на 3/4, затоа што 1/4 е до тројка, 2/4 до 6, 3/4 од целиот круг. Тоа значи дека, бидејќи знаеме од размерот дека на 360 степени што го поминува големата, одговараат
30 степени што ги поминува малата. Бидејќи сега имаме овдека 3/4 од 360, бидејќи имаме размер, исто толку треба да помини и малата стрелка. Сега треба да најдеме колку е 3/4 од 30. Како се пресметуваше од, учевме порано. Од се заменуваше со множење. 3/4 по 30, или ова беше 3 по 30 врз 4, или ако скратиме сега со 2, имаме 3 по 15 врз 2, или тоа колку ќе дојде? 45 половини степени. Значи, ајде да видиме сега од прилика каде ќе биде. Ова е, нели, 22 степени и 30, или 22,5, што би го напишале вие. Значи, тоа значи дека сега ќе запишам овдека малата стрелка и големата стрелка. Големата поминува агол од 275, а малата поминува 22 степени 30 минути или половина од 45 степени. Са видете, 45 степени е половина од 90. Значи, ако овој целиот од 9 до 12 е 90 степени, наполу, значи ќе биде меѓу 10 и 11 наполу. Тоа ќе биде овдека. Сега треба тоа наполу. Мола? Ајде да имам препишано. Па ајде побрзо. Значи, 45 половини или 22 степени. Сега ќе искористиме или трикот со преполовување од половина од 45, или пак ќе си броиме, бидејќи знаеме дека секоја цртичка, еве овдека малаца, секоја цртичка значи 6 степени. Паќе ќе броиме. Оти сега треба да се движи малата стрелка. Малата стрелка треба да се придвижи, мола? Не ми е јасно, 22 степени и 30 минути. Не го пишувајте ако не ви е јасно така, не ми е кажано, ќе го учиме покасно. Пишувајте го како дропки, затоа што така го знаеме. Сега, 45 половини е 22 степени. Ајде сега ќе броиме. Оваа цртичка првата е 6 степени. Втората е уште 6 степени, значи 12. До тука имаме 12. Третата уште 6, 18. И ова уште 6, вкупно 24. А ние требаше да дојдеме до 22. Значи првите 3 ни прават 18, ни требаат уште 4. Значи наполу 18 до 24 е 6, 3, повеќе од половината. Значи овдека треба да биде некаде. Значи малата стрелка треба да го помини овој агол овдека. Овдека. Ќе дојде. И овој агол што го поминува малата стрелка е вкупно 45 половини, се извинувам. Значи овој агол овдека. Што ќе го обојам сега со црвено, тоа е овој агол овдека, што го поминува малата стрелка, сушност е 45 врз 2 степени. Сега прашањето е, колку е аголот? Ќе појдам подолу, бидујќи морам да го објаснам, стрпете се 2 секунди. Треба да го најдеме овој агол колку е. Помеѓу деветката и новата позиција на малата стрелка. Значи, колку е од деветката, че први разгледајте колку е овој агол овде. Колку степени има тука? Од 9 до 11. Шеесет. И колку беше на црвеното? 45 половини степени. И колку ќе дојде кој ќе ги собериме дропките? Значи НЗС е двојка. 60 по 2 е 120 и овие 45. Купно ќе дојдат 165 половини степени. Значи аголот, сушност, тоа е овој агол овдека, сега ќе го бојам со друга боја. Овој агол со се црвеното, ствари, ајде мора да го комплицираме толку цртежот, е 165
половини степени, или тоа е колку? 80 и 2 степени, 35, не запирка 5. Тоа запирка 5 се значува како 30 минути. Оти помали од степени се минутите. Ама ќе учиме нешто покасно. Дали сега ви е јасно? Ајде се уште еден агол од другите и завршуваме. Уште еден што часовник. Еве го новиот часовник и сега ќе пишеме 8. Молам? Ще има и завршуваме. Не, завршуваме ова од вчера ни беше. 8 часот и 5 минути. Значи сега треба да видиме колку е аголот помеѓу стрелките во часовникот, кога часовникот покажува 8 часот и 5 минути. Како што дискутиравме до сега. Прво, го цртате часот 8:00. Тоа значи во 8 е малата стрелка, а големата е во 12. Сега. Наредно сега ќе сменам боја. Второ, ја цртате први малата стрелка. Таа мала стрелка поминува само 5 минути. Значи, уствари големата, се извинувам, ова е малата стрелка, оти таа ги кажува часовите, а големата стрелка ги кажува минутите. Значи, ова голема стрелка сега ќе дојде овдека во кец. Еве вака. Колкав агол поминува големата стрелка? 30. Аголот 30 степени. Така, 30 степени. Сега внимавајте, како учевме, бидејќи ова 30 можете да го напишите бидејќи е една бројка од 12, беше една 12 од 360 степени. Толку е 30 степени. Знаевте од размерот дека на големата стрелка од 360 степени одговара 30 степени на малата стрелка. Сега, не мора да користите 12. Ако ова го поделиме со 12, ќе добиеме 30 степени. Значи треба и 30 да го делите со 12. Овдека да го добиете решението или да пресметате, како што пресметувавме овдека, една 12 од 30. Тоа е вие исто. Значи, аголот што ќе го добиеме е 30 врз 12. Сега ќе кратиме. Првин ќе кратиме со 2, ќе го добиеме 15 врз 6, па ќе кратиме со 3, ќе добиеме 5 половини степени. Значи, аголот за кој што треба да помине малата стрелка е 5 половини степени. Значи, само 2,5 степени. Тоа значи дека ова... Ало? Ај, говоре. Ништо немаме напишано, бидејќи се што треба ви овдека го имате пред вас. Погоре нема ништо напишано. Значи, другата задача ќе видите после да го дорешиме ова се. Значи, малата стрелка треба да се придвижи само 5,5 степени. Значи, тоа е 5 половини степени. 5 половини степени, сушност, ви се 2,5 степени. Знаете дека ова е овдека е 6 степени. Дали ви е јасно тоа? Штом таа е 6 степени, а треба вие за 2,5, значи ова треба да се премести многу малку. Многу, незначително ќе се премести. Елко. При тоа, овој агол за кој што таа ќе се премести овдека, овој агол овдека, тоа е 5, значи овој агол овдека, за кој што ќе се преместат овие двете стрелки, е 5 половини степени. Сега треба да најдете колку е аголот помеѓу кецот и ова новата позиција. Сега тоа е многу интересно. Како ќе го најдеме најбрзо аголот на новите позиции? Размислете малку. Ќе поидам подолу за да ви оставам место за пишување. Значи, аголот што е големата стрелка на кец, а малата стрелка на новата позиција, изместена за 5,2 степени. Наставниче? Повели?
Мислам дека знам. Ајде повели, значи овој агол ни треба. Ева кај ќе го означам сега довдека. Ајде. Мола? Чекај, сега не зборувајте сите. Повели да ја. Прво треба да ги пресметаме колку степени има од 1 до 8. Па колку цртички имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 и секој по 30 степени прават колку? 210 степени. 210 степени. И после колку го преместивме овдека уште? 5 половини степени. Така, значи треба да соберите всушност 210 степени со 5 половини степени. Ова е врз 1, кој ќе прошириме со 2. 2 по 210 плюс 5 врз 2, тоа е 420 плюс 5 врз 2, или е 425 половини степени. Или ова е вкупно колку? 212 степени и 30 минути. Ама рековме дека ќе го ставаме како степен. Дали ви јасно ова сега? Мола? Дали кога ќе имаме кахут и дали денес? Нема кажав на почетокот, денеска нема да имаме, утре ќе имаме. Или? Мола? Уште колку минути ви е часот? Ама можеш да одиш ти слободно, само што почнавме, немаме почнато ништо од ново, това ни беше од вчера. Што ви беше сгрешено. Ќе кажав, тој што треба да замени, нека замени слободно, порано, затоа што може да ја гледа после снимката. Значи ова ни беше од вчера. Еве сега ќе ви напишам две задачи, да се обидите да ги решите. Првата ќе биде 9 и 45. Да, 9 и 45. 4 и 25 и 5 и 50. Е овие. Да ги нацртате со часовник, да ги пресметате. Запишете си ги. А наставниче, колку можем да сгрешиме проценти? Ама вака сега, гледајте да не сгрешите, затоа што ги напишам, ова што го напишавме воопшто не е сгрешено. Сега ние не правиме проценка, туку гледаме дека е точно. Гледајте да го добиете точно, затоа што не проценуваме сега го. Кога ќе правевме проценка, тогаш беше дозволено 5 степени. Сега гледајте да не е сгрешено. Е сега, штом со ова завршивме, одиме понатаму. Е сега, исто така, бидејќи ќе ни треба за понатамошниот дел од часот. Вчера, овде имам некоја задача подготвена од вчера. Еве ги овдека. Да се подсетиме само и ќе продолжиме понатаму. На првиот цртеж. Еве овдека што го гледате. Ќе го зголемам за да видите подобро. И да го означам. Вика, да се определи ова М, значи да се определи големината. На аголот ПЛМ. Чи ПЛМ. Центарот е во Л, темето на аголот. Чи ПЛМ е овој агол. Овој агол треба да го најдеме. Ако знаеме дека КЛП, чи КЛП е 21 степен, а аголот КЛМ, чи КЛМ целиот овој агол, овдека, е 169 степени. Значи, дали има некоја идеја како ќе го најдеме овој агол овдека, еве вака, овој жолтиот агол, ако го знаете дека она делчето е 21, а другото делче, целото, ова вака, е вкупно 169. Јас знам. Ајде, повели како? 169 степени Добро. минус 21 степен. Така, затоа што ова е внатре. Значи, овој агол решението е 148 степени. Е, сега прашувам. Кој од вчера, овие два, оствари три агли, кажете ми два агли кои што се соседни. Значи, соседни ми требаат.
Соседни агли се. Кој? Кој сака да проба? Од вчера. Значи, за да бидат соседни, имаше прво да имаат заедничко теме и да имаат заеднички крак. Крак. И да немаат заедничка внатрешност. Тоа што ви кажува со комшиите. Ајде. Поима. Кој? Кој два агли? П, Л, К е едниот К. и вториот? П, Л, К е едниот, значи П, Л, М. И вториот агол. Поред, ајде да видиме другава задача долу. И ова го учевме, па одиме на тие новите за денес. Еве вака, го зголемувам. Еве вака, се треба да најдеме колку е голем аголот Б. Како ќе најдеме колку е голем аголот Б? А ја ќе означам букви. Значи, ова ќе означиме со О, овдека ќе означам А, Б, С, Д и Е. И овдека Ф. Ајде. Значи се гледа дека е целиот 90 и 90... Кој цвака, чекај. Стефан, стој. Се гледа. Ти го гледаш, некој друг не го гледа. Кој аголот е 90 степени? Ајде, кажи ми го со букви. Значи се гледа, да, еве го означене. Ама кој е тој агол? Кој букви го прават тој агол? Линијата ФЦ и АФ. Значи сега три букви треба да ми кажеш, од кој средната треба да биде темето. Значи три букви од која средната мора да е темето на аголот од 90 степени. Значи може да биде и А од С, ама може да биде и кој? Ајде, кој може да биде друг? Оти А од С не е означен со 90, друг е означен со... така. АОФ. АОФ или ФОА, аголот ни е исто така 90 степени. Колку други агли имаме по 90 степени што не се напишани овде? Значи, ова е точката О. Овдека. ФОД и ДОЦ, ама тие не ни требаат. Сега, кога знаеме овој дека е 90, како ќе најдеме колку е овој Б? 90 минус 39. Минус 39. Така, и пишувате дека аголот Б плюс аголот од 39 степени прават 90 степени. Сега, целта на денешниот час и секогаш понатаму, кога ќе запишите вакво нешто, некако си правило, задолжително десно во заграда да запишите објаснување зошто е тоа точно. Сега не треба зошто тоа е точно, тука да кажете ваша причина или објаснување зошто B плюс 39 е точно 90 степени. Што мислите, што ќе треба да стои овдека? Двата агли заедно формираат прав агол. Добро, а како ги викавме тие вчера? Ти можеш така. Можеш да пишеш овдека. Аголот Б и 39 степени прават каков агол? Прават, ама не е... Прават, спомна, Софи 90 степени. А како се вика аглите што прават 90? Комплементни. Ете така. Значи Б и 39 степени се комплементни агли. Чи секогаш, буквално, кога ќе проверувам писмени, внимавајте, ако овој дел го имате запишано, ама немате запишано во заграда зошто е тоа точно, или првото, или второто, исто како да го немате напишано. Затоа што на тој начин вие покажувате дека знаете што работите. Сега, колку е Б од тука? Б е еднаков на колку?
90 степени минус 39 степени. А колку е тоа? 51 степени. Така. Сега, внимавајте. Од цртежот веднаш се, молам, Може порано да изгледам? ма ја кажав 10 пати. Слободно можеш да излезеш. Аголот Б е 51 степен. Можевте да го напишете решението и веднаш одека горе. Ама без ваквото објаснување нема да ви е точно. Ајде са ова долна, 12-та. Ќе решим уште тај завршуваме. Со ова. Ева, ќе го зголемам. Ете така. Ајде сега да видиме како, што ќе решаваме тука. Што ни е познато? Познат ни е рефлексниот агол Добро. и уште еден агол, ама... Сега, бидејќи вчера не беше тука, ние зборувавме. Молам? Ако самата линија, ако самата линија нема, ако е круг од другата страна, исто ќе биде 60 степени. Вака сега, нешто не те разбрав, оти некој друг зборуваше сега. Вака сега. Молам? рефлексен агол. И па сега ќе спомниме, затоа што повторуваме се што учиме. Оти многу ни е битно. Во геометријата е многу битно да ги научите основните поими. Штом ќе ги научите И па добро, де сега ќе го расчистиме. Затоа повторувам, затоа и вежбаме. Во геометријата имате многу поими. Еден поим, ако не го разберете добро, нема да биде точно. Минатиот час учевме за нешто што се викаше агли со заедничко теме. Овие аглите што ги напишав. А, О, Б, Б, О, С и С, О, А или А, О, С. Чи аголот А, О, Б. Аголот Б, О, С. Аголот С, О, А. Сите овие агли имаат заедничко теме. Сега, ако ги собераме овие агли, овој агол тука, овој агол тука и овој што го викавте рефлексниот, колку ќе добијам? Мислам на самиче дека знам како. 360. Па 360. Овие се викаа агли во точка. Значи, овие сите агли прават полн агол или агол од 360 степени. Тоа го зборувавме вчера. Значи имате Б аголот плюс 43 плюс овај 237 прават 360 степени. Ама повторно нагласувам, овдека во заграда, што треба да запишеме? Зошто е ова точно овдека? Може јас? Хајде слободно. Бидејќи сите агли заедно прават 360 степени, бидејќи се во круг, Значи, сите агли полн агол, прават полн агол. И тоа се вика агол во точка. Тоа е такво правило. Агол во точка. Значи, сите имаат исто теме и прават полн агол. Полн агол. Сега, во тој случај, колку ќе дојдеме дека е Б? Значи, имаме 360 45. И колку е сега тоа? Значи ова е минус, значи ова е 360 степени минус 280 или тоа е 80 80 степени. Молам? Сега некој ме праша што е рефлексен агол. Рефлексниот агол е овој ваму, што е поголем од... Јас ме прашам. Знам, затоа да објаснам. Што е поголем од 180, а помало од 360 степени. Дали ми јасно? Сега, конечно дојде ред да решиме некоја задача од новото. Од новото е следно. Вака сега. Значи,
Ако земиме да нацртаме една права, опа не требаше вака. Значи да нацртаме една права. И потоа да нацртам уште една права. Вака. Значи нацртав две прави. Може да вратите назад? Во претходното? Да. Ајде. Опа, не е ова. Не беше ова, така? Мислам дека тука беше. Овдека беше. Да. Че, Молам? ако се тргне линијата Б, и ако тоа круго, ако е од другата страна, пак ќе биде 337 степени. Значи, ако ја тргнеш оваа линија овдека. Така, за ова кажуваш? Да, за Б, Ако ја тргнеш оваа линија, тогаш аголот Б ќе се проши, аголот Б не го проши, овој не го прошируваш, тогаш овој аголов овдека ќе биде 43 плюс 80 ќе биде 123 степени. Овој се зголемува аголот, ти немаш линијата тука, а овој останува ист. Разбираш? Тогаш овој агол со овој овдека ќе прават 360. Ајде сега продолжуваме понатаму. Значи имаме правило на однесување. Ако не ви се седи слободно може да излезете, никој не ве задржува тука, само не ве молам немојте да сметате. Значи одиме понатаму се. Имаме две прави. Значи, едната права значивме со А, другата со Б. Овие две прави се сечат, значи А и Б се прави. А и Б се сечат. Се сечат во некоја точка, еве што ќе ја бележам, О. И тоа се пишува на следниот начин. А пресек правата Б е точката О. Значи ова значи дека две прави се сечат во една точка. Сега, ќе изберам точки, вака, точка М и точка Н на правата А. И ќе пишеме М и Н припаѓаат на правата А. А точките П и точката Q, П и Q припаѓаат на правата Б. Сега, замислете дека вие држите во раце ножица или игли за плетење. Кај бабата ако ги земите, и она правата А и правата Б ви се уствари иглите за плетење. И тие се прекрстени. А вие ги држите на местото кај што е означена буквата А и буквата Б. Што може да правите вие? Колку агли при тоа ќе направите ако ги прекрстите иглите? Како во случајов. Колку агли ќе се направат тука? 4. 1, 2, 3 и 4. Сега прашање за вас. Што мислите? Кои агли ќе бидат одма на цртежов исти? 2 и 4, 1 и 3. Така. Значи, замислете, ако се ставите во позиција да ги држите иглите и да правите како ножица со нив, значи, отворот што е кај вас со иглите ќе биде истиот од тој од другата страна, значи кецот и тројката. Сега замислете да бидете во ситуација од другата страна да ги држите. И 2 и 4 ќе бидат исти. Значи, овие агли, еве се овој жолтиов агол што ќе го направам овдека, кецот и тројката се исти, ама исти ќе бидат и двојката со четворката. Сега, овие агли се викаат со име. Значи, ќе запишеме две прави кои што се сечат, формираат 4 агли
Две прави што се сечат. Ево дека секогаш формираат 4 агли, од кои аголот 1 е секогаш ист со аголот 3 и аголот 2 е секогаш ист со аголот 4. И овие агли се викаат накрсни агли. Дали ви јасно? Како со иглата, како со ножица, како да држите. Секогаш ќе добивате накрсни агли. Значи, колку пара накрсни агли се прават со две прави? 4. Колку парови? 2. Значи, да. Значи, две прави, ќе запишеме, две прави секогаш прават два пара накрсни агли. Сега, освен накрсните агли, какви други агли можеме да најдеме тука? Нешто што знаеме од претходниот час. Два пара се накрсни. Соседни. Кои се соседни агли овдека? Например, ајде, ќе пишам соседни. 2 и 4. Соседни агли. Значи, соседни кои се? 2 и 4. 2 и 4 не може да бидат соседни. Немаат исто... Ти имаат исто теме, ама немаат исти раб. Значи, кои... 1 и 4. Значи, агол 1 и агол 4. После, агол 1 и агол 2. Агол 3 со кој е соседен? И со кој? Ете така. Сега, како ги викавме сите овие агли со едно име? Освен соседни. Што важеше за сите овие агли? Гледајте горе на цртежот. Добро, да, му уште нешто друго важеше. Колку му е збирот секогаш на соседните агли? Може подолу? Ќе појдам... Не. На соседните агли. Значи 1 и 2. Така, кецот и 4. Значи овие како се вика соседните што имаат збир 180? Добро, напоредни агли или се уште суплементни агли. Зошто? Затоа што аголот 1 плюс аголот 4 прават 180. Аголот 1 со аголот 2 180. Аголот 3 со аголот 4 180. Аголот 3 со аголот 2 повторно 180. Значи, напоредни агли беа соседни што имаа збир 180. Внимавајте, овие својства што ви ги кажувам. Овие овдека. Треба или пак видот на аглите да ги користите за да ги пишувате во заграда. Значи, кој ќе пишете дека некои два агли се еднакви, во заграда треба да запишете зошто се еднакви. Дали ви јасно тоа? Ајде сега да решиме некоја задача. Сега ќе се вратам назад да решиме некоја задача. Значи, рековме дека ако имаш потреба можеш да одиш, уште малку. Ќе го слушам. Еве го. Сега овдека треба да најдеме колкава е големината на аголот Д. Што мислите ви? Колку е аголот Д? 35 степени. Так, сега внимавајте. Треба кога пишуваме тука. Затоа е многу битно она што го учевме. Да пишете дека аголот Д е еднаков на 35 степени во заграда зошто?
Зошто ова јагол е 35 степени? Ви се сони така или? Бидејќи спротивните агли секогаш мора да се исти. Бидејќи двата агли се спротивни. Не се спротивни овие. Тука како ги викавме? Накрсни агли. Значи, тој е спротивен, ама спротивен како? Значи, овие два агли се како... Значи, имаме две прави што се сечат. Значи, овие се накрсни агли. А не спротивни агли. Спротивни агли ќе учиме покасно, тие се други агли. Дали ви јасно? Значи, не се овие спротивни. Да, изгледаат како спротивни, ама не се... Ај сега да видиме колку е аголот А. Овдека. Како ќе најдеме колку е аголот А? 180 минус 35. Ма вака ќе треба да запишеме. 135. Значи, аголот А плюс или Д ќе пишеме, дека е 180 степени, или А плюс 35 е еднаков на 180. Но, ова вака напишано, без објаснување е грешно. Што треба да пишеме како објаснување? Зошто овие два или пак овие два агли прават 180? Зошто? Бидејќи двата соседни агли мора да прават 180 степени. Не мора двата соседни да прават 180, ама ако се суплементни мора да прават. Значи сега, оти например, аголот, овој агол, и овој е овдека, агол А и агол Б, се соседни не прават 180. Значи, за да прават 180 степени, треба бидејќи А и 35 степени прават Треба да рамен. суплементи. Прават рамен агол или може и друга опција. Како објаснување, може да запишите А и 35 степени се суплементни. Или може да пишете краците на аголот А и аголот од 35 степени прават права линија. Наставниче, Мола? дали избират на сите агли треба да биде 360? На кои сите, ама за да биде сите треба, овака која буква треба да ја пишем? Колку ќе биде голема оваа горе? Овдека горе, овој агол. Колку треба да биде? Што мислиш, Маја? Како рековме, накрсни агли се исти, колку ќе биде овој агол горе овдека? Која буква ќе има? Ами ја, тогаш ќе имаш аголот Д плюс аголот А плюс овој што е 35 степени плюс другиот А треба да бидат 360 степени. Ама нема потреба да одиме вака, кога знаеме дека половинава уствари прават 360. Значи имаш Д плюс А прават 180, а 35 плюс А прават 180, а само А 180 минус 35 или колку е тоа? 145. 145. Значи, пред да почнете било што да решавате, мора да пишете објаснување. Значи, задолжително да се пише причина или објаснување. Значи, задолжително. Тоа ви е навика што уште од сега ќе ве учам да го правите, мора да се научите да пишувате. Затоа што ако не пишувате, нема да ви биде точно. И покрај тоа што точно ќе го решите. Тоа што понатаму ќе видите ќе ни се комплицираат работите и мора да стекнете навика како се пишуваат. Ај сега да видиме. Наставниче, Мола? Како беше наставниче, задолжително да се Еве сега ќе се вратам назад. Задолжително да се напиши причина или објаснување. наставниче, Мола? може уште една задача
Еве сега ќе решиме и слободни сте. Мај ќе ја доцртам ова малку поинаку ќе ја нацртам. Одека оти сакам уште нешто да ви кажам и со ова завршуваме. Еве скоро прилика истиот цртеж го нацртав. Само уште нешто ќе доцртам. Затоа што сакам да ви објаснам нешто одека. Нешто многу важно и ќе завршиме за денес. Ова сега што ќе го работиме ќе биде последното за денес. Ева. Овој триаголников сега ќе го избришам. Ова е овдека. Само ќе означам тоа што го имавме означено на цртежот за да ја решиме задачата. Значи, на пример, овој аголот, го избришам грешка. Овој агол овдека има 24 степени. Овие две страни се исти и тоа ни е доволно за тоа што ќе ни треба понатаму. Ева. Овој триаголник го нацртавте сите? Го означам А, Б, С. Ајде да видиме што знаеме вака кој ќе го видите нацртан триаголник. Рамнокръг, триаголник. Од кај знаеме дека е рамнокръг? Затоа што две од три страни се исти. А пошто знаеме дека се исти? Пошто? Поради цртичките. Па нели така се договоривме? Значи пишуваме вака се. Триаголникот АБЦ е рамнокръг. Рамнокръг е затоа што отсечката АЦ е иста со отсечката БЦ. И овие беа краци на рамнокръг триаголник. Значи, овие две отсечки се пишуваат со буквата Б и се викаат краци. И тие два во рамнокръг триаголник се исти. Отсечката АБ, што не ја знаеме, ова е овдека, се пишува со буквата А и таа се вика основа на рамнокръг триаголник. Секој да ни се исклучува лаптопот да го пушта. Ето така, продолжуваме сега. Сега. Те учев дека спроти... Уште малку, можеш да одиш. Значи, спроти еднаквата страна лежат и еднакви агли. Значи, спроти оваа е овој агол овдека, што ќе го значиме еве со 1. Спроти оваа Б, овој агол овдека е ист со овој агол, значи или со две цртички или со иста бројка. Значи, ќе го пишеме аголот, сега ЦАБ може да биде означени БАЦ. Значи, внимавај, битно е средната точка да биде темето. Потоа аголот друг од другата страна, АБЦ, е ист со аголот ЦБА. Овие агли се викаат агли при основата на рамнокръг триаголник.
Значи, агли при основата на рамнокръг триаголник. И тие секогаш се исти. Сега, нешто многу битно. Тука кога сме кај ознаките. Имам нацртано и 3 агли. Агли, наставниче? Агли при основата на рамнокръг триаголник. Значи, агли кои лежат на основата. И тие мора да бидат исти. Ај прво да најдеме колку ќе биде тој агол од 1. Како ќе го најдеме, колку е голем? Добро? Значи, вака треба да запишите. Што користиме? Еве сега ќе пишам правило уште едно. Правило или теорема. Многу битно правило. Многу битно правило следно. Збирот на аглите во било кој? Значи, збирот на аглите во било кој триаголник е 180 степени. Значи, во било кој триаголник. Значи, не само во рамнокръг, не само во рамностран, во било кој. Значи, во било кој триаголник. Тоа значи дека одиме со ред. Кој ќе запишите правило, значи ова е теоремата е користите. Пишувате агол од 1 плюс агол од 1 плюс онај агол од горе што беше 24. Пишувате 180 степени. И сега, задолжително во заграда објаснување зошто ова е точно. Зошто? Еве го објаснувањето. Дека сите триагли, затоа што овие агли се агли во триаголник. Значи, агли во триаголник. И сега имаме агол од 1 плюс истиот агол ќе биде 180, како што рековте, минус 24. Значи, агол од 1 плюс уште еднаш аголот одземено колку ќе доби 156 степени, а бидејќи имаме два агли, еден таков агол ќе биде 156 наполу, или тоа ќе дојде 78 степени. Значи, аголот при основата, ама едниот од двата агли е 78 степени. Значи, и овој агол е 78, и овој ваму е 78. Дали ви јаснато? Значи, овдека ќе запишам сега уште нешто и при крај сме. Значи, аголот БАЦ, аголот АБЦ и аголот АЦБ, значи овие три агли, се викаат внатрешни агли во триаголник. Значи, во тој случај, теоремата вика збирот на аглите во било кој триаголник. Како можеме да ја дополниме? Збирот на кој агли е 180, за да бидеме прецизни. Овдека што треба? Ете така. Значи, збирот на трешните агли во било кој триаголник е 180. Сега некој ќе праша зошто комплицира. Са, кои се надворешни? Тоа не е последно цел за денес. Вака сега, како се цртаат надворешните? Внимавајте, почнувате од точката А. Внимавајте како се цртаат, да не загрешите. Почнувате од точка А. Цртате права, преку полуправа, преку Б. Ова што го добивате овдека, сега друга боја ќе зменам, ова е овдека, ќе биде агол, например, 3. Потоа, од точката Б, одам нагоре, видете, точката Б преку С, значи овој агол овдека, ќе биде 4. И од точката С преку А, овој агол што ќе го добиеме овдека, ќе означам двојка оти немаме, ќе е надворешен агол. Значи ќе пишеме сега следното долу. Вака овдека.
Значи, аголот, ајде од двојката. Тоа е долниот агол, овој. Тоа овдека мора да напишам некое теме. А, Б, овајде ќе земам C1, овдека А1, а ваму ќе го земам темето B1 за да го означуваме со 3 точки. Значи, аголот 2 е уствари C1, Б. C1, Б. Тоа е надворешен. Аголот 4, што беше овдека, еве го. Уствари аголот 3 е, тој се извинува. Е, ова е агол 3, ќе биде А1, Б, С. А1, Б, С. И аголот 4, горниот агол, овај, тоа е Б1, С, А. Чи Б1, С, А. Б1, С, А. Ова се надворешни агли во триаголник. Значи, триаголникот има 3 внатрешни и 3 надворешни. Се враќам намерно кај цртежот. Што може да забележите за внатрешниот и неговиот соодветен надворешен агол? Дека се соседи. Добро, соседни, друго? Друго, што? Што прават тие два агли? Освен соседни, како ги викавме? Колку му е збирот нивни? Напоредни или суплементни? Колку е збирот на внатрешен и на надворешен? 180 степени. Еве вака. Сега ќе запишеме следното. Значи, ајде овдека ќе запишем за да не лутаме горе-долу, имаме повеќе запишување. Значи, вака ќе запишеме. Аголот CAB плюс, ствари вака, аголот CAB, ајде, плюс аголот C1AB се 180 степени. Значи, CAB е внатрешен, а C1 AB е надворешен. Наставниче, ништо не пишувате. Ко не пишувам душа? Јас не гледам. Другите? Јас не ставам. Гледаме. Ја се гледа. Добро, нешто кај тебе Маја излез грешен. Значи, аголот CAB, значи CAB, овој агол внатре, со жолта ќе го бавам, овој агол овде е внатрешен, а аголот со црвена боја, овој долу, е надворешен. И тие заедно се 180 степени. Се вика дека овој внатрешен одговара на овој надворешен. Значи не може да решите дека тројката одговара на кецот, уствари. Дали ви јасно? За да биде внатрешен и надворешен, мора да имаат исто теме. Еве го. Мора да имаат исто теме. Дали ви јасно? Ај сега да ги најдеме аглите. Колку е збирот на аголот 1 и аголот 2? Аголот 1 е 78. Значи, 78 плюс овај двојката треба да прават 180. Колку е двојката? Тоа е 102 степени. Значи, овај овдека е 102 степени, исто така и ова е 102 степени. Ако го ќе биде аголот 4 горе. 156. Како не иде? Мораш да запишеш. Аголот 4 плюс 24 дава колку? 180. Значи, аголот 4 е 180 минус 24 или аголот 4 е 156 степени. Значи, овој агол е 156 степени. Значи, овај овдека беше надворешниот, а овој внатре е неговиот соодветен
внатрешен. Значи жолтите агли се внатрешни, а црвено обоените агли се надворешни. 102 дека се познава. Се уште едно прашање има. Уште едно правило, од многуте правила и завршуваме дефинитивно. Ај ќе ви нацртам долу триаголник, да не го комплицираме цртежот. Ќе искористам, еве го триаголникот. Пример, овој сад ќе земам 43 степени да има. Рамнокрак е сигурно триаголников. Ова е 43 степени, овие два се исти. Ќе ги нацртам надворешните агли. Целта ми е овдека нешто друго да ви покажам се. Едно многу битно правило, ама никако не можам да го нацртам како прееска што го погоди. Ќе се обидиме полека. Еве вака. Едниот надворешен, сега ќе нацртам, ќе се обидам другиот надворешен агол, значи треба да види одавде нагоре. Ајде, еве го вака и уште третиот дозгоре надолу. Еве. Ова сега ќе пробам да го избришем. Ете така. Значи, ако ова е 43, а овој аголов е, значи овој аголот е А и ова е А, бидејќи триаголникот е рамнокрак. Колку ќе биде А? Ајде да не биде лоша бројката, 46 степени ќе го земам овој. Како ќе најдеме колку ќе биде аголот А? Може јас? Ајде, слободно. 2А плюс А, Значи А плюс еднакво добро, еднакво на 180 степени. Добро. Минус 46 степени. Сега вака. Значи ова е точно. Ама за да го напишеш ова вака. Претходно скокна еден чекор во кој што ти треба да напишеш дека од каде е добиено тоа. Односно, го заборави ова. Значи на овој начин ти кажуваш дека сите триагли во триаголникот, значи овие триагли, имаат збир 180 степени. Али ти јасно? Значи ова е точно. Значи мораш првино да го напишеш. Значи имаме 2 пати А е 180 минус 46, 2 пати А е 134 или 7 А е 134 степени делено на 2 2 или тоа е 67 степени. Значи овие двата долу се исти и се 67 степени. Така? Сега. Ајде да ги најдеме надворешните. Овој ќе го значиме А1, овој ќе го значиме Б1, а овој агол ваму С1. Значи, сега со црвено ќе ги обојам. Значи, овој агол овдека и овој агол. Добро. Како ќе го најдеме колку е А1? А1 е еднаков на А пак забораваш нешто. А1 плюс Ете така. Плюс А е еднакво на 180. и не заборавај објаснувањето. Зошто е ова точно? Бидејќи двата краци, не, Ајде слободно кажувај. Зошто? бидејќи бидејќи двата агли прават рамен агол кој е 180. Така. Или пак, значи А и А1 прават рамен агол. Да. Или тие се напоредни. така. Агли. Значи или се напоредни, или како рече, суплементни, или А и А1 се внатрешен и надворешен агол во триаголник. Ако го напишеш тоа, знаеме дека нивниот збир мора да е 180. Сега А е 67, значи имаш А1 плюс 67. Плюс 67 степени еднакво на 180 степени. А1
67 степени, а 1 е еднакво на 113 степени. Значи B1 дали треба да го пресметуваме? Не. Оти иста А, значи исто и B1 е 113 степени. А како ќе го пресметаме C1 горе? C1 плюс C е еднакво Плюс на 46. Плюс 46 ќе го пишеме одма. на 180 степени. C1 е еднакво на 108. Не заборавај да напишеш објаснување зошто, па потоа продолжуваш со решавање. Бидејќи Добро, јасно ни е сега, одиме понатаму од истото што беше од преска. Да. 130. 134 Сега, последното што ќе го кажам денес и завршуваме. Видете колку е збирот на надворешниот агол, овој агол овдека, и овие два агли овдека. 67 плюс 46 колку е? степени. А колку беше надворешниот агол? 113 степени. Ај сега проверете колку е 67 плюс 67? Не е 134? 134. А колку е аголот C1 надворешниот? 134. Сега имате битно правило. И со него завршуваме. Ова се вика правило за надворешен агол. Правило за надворешен агол. Това гласи следното. Секој надворешен агол во еден триаголник е еднаков на збирот. Значи секој надворешен агол во еден триаголник е еднаков на збирот од двата внатрешни несоседни со него агли. Значи, секој надворешен агол во еден триаголник е еднаков на збирот, значи секој надворешен агол во еден триаголник е еднаков на збирот на двата внатрешни несоседни со него агли. Наставниче звукот. Не, таман си е само, не зборувам ништо, пишувам јас. Следам да го препишите тоа. Нацртав триаголникот сега одека. Значи, знаеме денес, за крај, дека А плюс Б плюс С се трите агли во триаголникот. Сега, знаеме исто дека А и А1 прават 180. Б и Б1 прават 180 и С плюс C1 прават 180. Но од последната теорема, што ја запишав горе, тоа гласи следно, дека аголот B1 е збирот на C и А. Значи, B1 е исто што и А плюс С. Значи, аналогно, C1 ќе биде А плюс Б и А1 на кој два агли? Б плюс С. Значи Б плюс С. Значи овој агол овдека е збирот на овие два агли тука и овој агол овдека C1
е со збирот на овие два одека. И ова ќе го користиме многу наредниот час. Значи толку за денес. Ви благодарам за вниманието. 43 останаја присутни. Ола, повели? Се извинувам, но за домашна работа, освен што имаме да измериме англи Со часовникот ништо друго немате. Утре ќе решаваме вакви задачи. Вечер ќе го грешавате, пробајте на квизот. Ова што го пишувавте да видам дали го научивте, ќе биде многу лесен. А утре решаваме вакви задачи и ќе почнеме со квиз утре часот, првите 10 минути, исто како со кахутот, ама нема да биде кахут. Ќе биде обичен квиз, ќе го решавате 10 минути. Ќе биде направен да почне точно со почетокот на часот во 16:05. Ќе гледајте да бидете сите точни. Ќе го решаваме 10 минути и после ќе ги решаваме задачите од квизот. Чи тоа е за утре. Повели? Може на квизот да се пријавувам од телефон или од Може. Квизот може да го решаваш било како. Кахутот мораш од телефон. Ама квизот може да го решаваш и на телефон. Утре има квиз, а ќе нема кахут? Не, нема да има кахут. Ќе има квиз на почетокот од часот и после ќе решаваме задачи како од квизот, за да видам што не ви е јасно. До гледање на следниот. Добро, до гледање. До гледање на следниот.